Блокот по 7 часот го посветивме на занетите и сите оние кои што се уште се занимаваат со тоа, па ни овозможуваат да уживаме во добрата рачна изработка, без разлика дали станува збор за накит или се она што ни е потребно во секојдневието, како оџачарството и за добро функционирање на домакинствата, па на оваа тема продолжуваме, меѓутоа од поинаков аспект и затоа го најавувам колегата Мартин Николовски со второто јавување во живо од Скопје, затоа што се наоѓа во една од работилниците на Сдруженијето Арно, затоа што денеска е меѓународниот ден на поправките. Така што, Мартин, доколку сте веќе подготвени, навистина интересна е темата, бидејќи на секого ни е потребно да знаеме, да поправиме и да ги одржуваме предметите кои што ќе имаат подолг век на траење. Да, токму така, Симона, по втор пат во Македонија ќе биде одбележан светскиот ден на поправките, а годинава ова одбележување го прави Асоциацијата за развој на нови опции или скратено АРНО во насока на поправка на софтвер, но исто така ќе одржи и работилница заедно со дизајнерката Ирина Тошева за поправка, односно рециклажа на текстил. За тоа како ќе се одбележи овој ден, утрово на оваа тема разговараме со Антонио Даниловски од Арно. Антонио, добро утро и добро дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, благодарам на поканата. Во најавата кажав дека по втор пат Арно го одбележува светскиот ден на поправките. Што представува овој ден и зошто е важен истиот да се одбележи и во Македонија? Така, на светскиот ден на поправки е глобална иницијатива каде што повлекува конкретни чекори кон културата на поправање и културата на фрлање, на креирање на нов отпад. Според Open Repair Alliance, која е европска мрежа на центри за поправка, во 2024 се креира повеќе од 2000 настани во повеќе од 40 земји и се поправија повеќе од 190.000 уреди. Со ваквиот одбележување на светскиот ден на поправки имаме целта да ги охрабриме граѓаните и да сватат што значи поправката и што значи креирањето на отпад. Ние како Арно пробуваме да ги охрабриме граѓаните да почнат да размислуваат на култура на поправки, но и да стекнат нови вештини со самото тоа што стекнуваат како треба да се поправат да ги поправат своите уреди и производи дома. Така, Антонио, Арно заедно со Центарот за поправки Ништо ново годинава во рамките на активностите имате поправка во делот на софтверот, но исто така и во дизајнот. Сега кога станува збор за софтверот, ќе имате онлайн работилница со професорот Бобан Јоксимовски. Што значи темата за застарување на софтвер и зошто е таа значајна и што ќе представува токму работилницата со професорот Бобан Јоксимовски од Финк? Така, значи, иронијата да биде многу поголема, на 14 октомври, значи 4 дена пред официјалниот светски ден на поправки, Windows 10 го прекина журењето на податоци, тоа го прекина апдейтирањето на самиот софтвер и со тоа се подразбира дека сите компјутери кои не можат да преминат кон Windows 11, туку ќе останат на Windows 10, ќе престанат со своите безбедносни мерки и нема да може да понатаму, ќе може да се користат, но нема да може да се апдейтуваат нивните податоци. Тоа ќе значи дека во иднина многу од тие компјутери ќе треба да престанат да се потребуваат или ќе треба да се вратат на оперативен систем назад. Целта на предавањето со професорот Јоксимовски од факултетот за информатичко од Финки, ни е целта да ги обучиме граѓаните и да им покажеме на граѓаните што значи престанокот на журењето на податоци на Windows 10, како да преминат кон друг оперативен систем, поточно Linux во оваа ситуација, како да ги заштитат своите компјутери, како да го апдейтуваат софтверот, другиот софтвер кога не зборувам за Windows, и чисто како да научат како да го држуваат својот компјутер за во иднина да не мора да го фрлат, него да го продолжат да го користат истиот. Кој ќе може да учествува на таа работилница и каде може да се пријават заинтересираните граѓани? На работилницата може да присуствуваат сите заинтересирани граѓани. Работилницата е бесплатна и се одржува на Zoom платформата. Се уште е активен и отворен линкот за пријава кој го имаме на социјалните мрежи на Ништо ново и на Арно.
така што може слободно го пополнат, да ја пополнат пријавата, само што ќе пополнат пријавата ќе добијат линк за Zoom, на Zoom платформата и ќе може да се приклучат. Работилницата е денеска од 20 од 18 часот и ќе трае околу максимум 2 часа, така што нема да трае многу долго. Така. Во најавата кажав дека ќе имате и работилница со дизајнерката Ирина Тошева за тоа како да се поправа текстил, со оглед на тоа што во многу наврати тони текстил се изфрлуваат на отпадот. Колку е важна оваа работилница и колку е важна реупотребата на текстилот? Така. Работилницата со Ирина Тошева веќе ја имавме на 17 октомври, беше за пренамена на текстил. Поточно бидејќи сакавме да го поврземе со Светскиот ден на поправки неговата тема, па од стар текстил и облека правевме футроли за лаптопи и за таблети. Инаку сериозна е важноста, бидејќи во Македонија текстилот зафаќа многу голем процент од отпадот во Македонија и притежно кај нас бидејќи текстилот не се рециклира, тој завршува на отпад и најчесто се гори. Пробуваме да ги охрабриме граѓаните како да прават пренамена на текстил. Тоа подразбира дека може да ги пренаменат во други работи, може да научат дека треба да го донираат на текстилот на други, бидејќи сега разговаравме баш на минатата работилница дека културата на префрлање на текстил од едно на друго колено, подочно дали ќе го дајете на својата сестра, братучет, кај нас се почесто и се поретко и поретко се случува, така што сакаме да им кажеме на граѓаните дека треба да научат што значи пренамената на текстил и како да го донираат истиот. Антонио, и за крај на нашиот разговор, со оглед на тоа што се наоѓаме во Центарот за поправки ништо ново, овде може да видиме различни предмети од алати, понатаму техники, клучеви, па дури машини за шиење. Како изгледа еден обичен ден во овој центар? Кој се може тука да дојде, да искористи, како функционира самиот центар? Ке може ли да ни објасните накратко? Центарот за поправки првично се наоѓа во Кисела вода, во општина Кисела вода. Центарот е отворен за сите. Значи, целото користење на алатите е бесплатно. Обично, кога центарот секојдневно е отворен и може граѓани да дојдат, доколку знаат како да си ги поправат своите производи и уреди, може да дојдат и да ги користат сите алати кои се на располагање и да ги поправат. Кога се работи за работилници, бидејќи имаме друг концепт на работилници, на работилниците обично имаме ангажирано мајстори кои може заедно со граѓаните ги учат како да стекнат нови вештини, поточно како да ги поправат своите работи. Центарот не функционира на принцип на работилница да го оставите својот производ и да заминете па ние да го поправиме. Функционираме на принципот дека треба самите граѓани да научат како треба да го поправат својот производ. Тоа е културата на поправки. Како што кажав, сите алати кои се моментално во центарот се бесплатни за употреба. Секој граѓанин може да ги дојде да си ги користи во рамки на центарот. И тоа е тоа. Тоа. Интересна можност во секој случај за граѓаните што сакаат да ги поправат и да ги реупотребуваат своите работи. Антонио, ви благодарам и ви посакувам успешна работа. Ви благодараме на вас и фала на поканата. По повод Светскиот ден на поправките, утрово во Македонија наутро разговаравме со Антонио Даниловски од Асоциацијата за развој на нови опции или АРНО и бевме во посета токму на Центарот за поправки ништо ново што се наоѓа во општина Кисела вода. Симона?